Благодарам, председателка. Денес зборуваме за предлог на закон за изменување и дополнување на законот за урбанистичко планирање по скратена постапка. И сега се прашувам, пред 2 дена имавме најава за отпочнување со градба на коридорот 10, а немаме донесено законски решение. И каков е тој циркус во нашава држава, искрено не знам. Денес, кога доаѓав за Скопје, специјално поминав од местото каде што ја започнавте градбата да ги видам работниците, багерите. И сега фата моргана се тие, вистински се. Јас ништо не видов таму. Апсолутно ништо, нема никаква градба. Зошто ги лажите граѓаните? Знаете, почитуван заменик министер, кажавте на некој колега да сме биделе поконструктивни и вистинити. И јас поконструктивно од ова не можеме да бидеме, меѓутоа и вие треба да бидете конструктивни и вистинити, да ја кажете реалната состојба во државата. Ова ме потсеќа на патот Битола-Меджитлија, кој што го најавувавте, затоа што најавувавте магистрален пат со 3 ленти, веќе започнат од 2018 и сега знаете што се случува таму. Само го гребите на стариот пат асфалтот, го стеснивте со тие оградите околу и не можат 2 камиони кои што носат штетен јаглен и мазут во рек да се разминат. Ништо од магистралниот пат со 3 ленти. Премногу ја поценувате интелигенцијата на сопствениот народ. Во однос на овој закон и на сите овие закони, значи имам забелешки. Ке прочитам вака. Со предлог на законот се додава дека со урбанистички проект може да се врши детално разработување и за државни патишта и магистрални гасоводи како градби од јавен интерес, кои се утврдени како градби од стратешки интерес согласно овој закон, како и условите и роковите за истиот. И сега денес ние имаме комисија, па седница, па комисија. Па вака да ви кажам искрено да работевте во изминатите 6 години и да донесевте закон за гасификација, денес цела Македонија ќе беше гасифицирана како сите европски земји и барем ќе имавме бенефит од сето тоа. Меѓутоа, за жал, ниту работите, ниту градите, 1 метар асфалт, автопат немате направено, па сега ќе сте направеле 110 километри, па брзате тука како на брза лента ги носите овие закони. Значи, законите ги носите против законски, односно со европско знаменце, а самата Европска Унија ви кажа дека го злоупотребувате европското знаменце. Ако вие бевте одговорна влада, договорот за изградба на коридорите 8 и 10 ќе се темелеа врз основа на домашното законодавство, кое е во насока на заштита на основните интереси на субјектите засегнати од законите, а немаше да работите во обратна насока, односно прво склучувате договори кои што никој ниту ги видел и очигледно не се во кореспонденција со националното законодавство, туку произлегува од други законски решенија, важечки за други држави, кои може државата да ја чинат многу повеќе, дури и од ова енормна сума која ќе ја наплаќате за да се наполнат нечии джебови. За да се избегне ова, сигурно го правите, за да избегнете широка дискусија околу контраверзниот договор и уште по контраверзните измени и дополнувања на законските решенија, кои не се во насока на олеснување на административните процедури и забрзана изградба на коридорите. Замислете, ќе отпочнете да градите без основни правила за реализација на еден проект, кој практично со овие законски решенија буквално се бришат и тоа дава сосема јасна перцепција дека нешто друго е посреди, кое треба да се озакони или ја минува, а бенефитот се разбира дека ќе го имаат поединци функционери од вашата влада.
Друга забелешка која што ја имам е тоа што вие не ја послушавте не ги послушавте експертите во Република Македонија. И ќе ви прочитам ако немате прочитано. Комората на овластени архитекти, овластени инженери. Уствари ова е исто како некој да сака да лекува некој пациент, а при тоа да не се консултира со некој стручен од таа област. Значи, Комората на овластени архитекти и инженери ги разгледа материјалите објавени на веб страната на Собранието на Република Македонија за седница 112 во врска со пакетот на предлози за законски измени, особено на предлог на закон за измени и дополнување на законот за урбанистичко планирање по скратена постапка и предлог на законот за измени и дополнување на законот за градење по скратена постапка. Значи, коморите ви укажуваат дека процесите на урбанистичко планирање, проектирање, одобрување и изградба треба да се забрзаат, но сепак остануваат на ставот дека дел од пропишаните процеси не смеат да бидат заобиколени. Со дел од овие предлог законски решенија, со кратење на постапките, истите стануваат нетранспарентни, а со преиначување на постапките се нарушуваат професионалниот пристап во планерскиот и инженерскиот дел на објектите со недофатливи негативни импликации од секој аспект. Објектите од стратешки интерес, особено инфраструктурни градби од рангот на вака високобуџетски инвестиции од стотици километри со широки коридори, автопатишта со сите пропратни елементи на трасата, мора да ги поминат сите механизми на контрола од страна на професионалните, инженерски и институционални филтри, уште посериозно од сите други типови на објекти. Комората на овластени архитекти и инженери особено инсистира да се скратат роковите за постапката, но не смее да се скратат постапките, да не се отстапува од постоечките електронски платформи за аплицирање. Со ова најважно се заштитува јавниот интерес, се минимизираат штетите и се превенираат несогледливите последици од можен атак врз јавното добро. Со овие закони вие го уништувате националното законодавство. Веќе ние сме сведоци дека од Трезор се префрлени пари преку Министерството за труд, за транспорт, врски и екологија и јавното предпријатие за државни патишта од 120 милиони евра, тоа се пари на граѓаните, на компанијата изведувач, а да ми кажете дали изградивте нешто, ништо немате, шајка немате заковано, веќе државата плаќа пенали. Да, ние сме да се гради, меѓутоа не да се кради. По основ на пенали и авансно плаќање од договорот за изградба на делови од коридорот 8 и 10 со Бехтел и Енка, треба да исплатиме 301 милион 495.000 евра. Никој од пратениците од опозицијата не е овластен да го види договорот. Носите измени на законот под превезот на европско знаменце, се со цел да го реализирате криминалот на насилен начин, а тоа е на штета на процесот на отпочнување на преговори со Европска Унија. Нема транспарентност во процесот, нема принцип на конкуренција, градење на автопатишта на европски начин, а не на криминален. Замислете, почитувани граѓани, знаеме дека нема усогласување со европските закони, но го ставаме за да ја комплетираме трансевропската мрежа на коридорите. Замислите, ова е изјава на представник од владата. Одговорност ќе има за побрзото и поевтиното крадење на парите на Република Македонија.